Почитувани, добар ден и од мене Слаген Нивковиќ и добро дојдовте во минутите предвидени за спорт на 1 ТВ. Во ова отворено студио денеска тема е женската кошарка, бидејќи предстојниот период пред женската репрезентација и предстојат последни два надпревари во квалификациите за Европското првенство. Мои денешни гости се капитенот на женската кошаркарска репрезентација Анџелика Митрашиновиќ. Добар ден. Како и селекторот Маријан Лазовски. Добар ден. Имаме циклус веќе со 4 одиграни надпревари, предстојат уште два последни. Каков е, селекторе, од вас да почнам пристапот кон овие сега надпревари? Видете, девојките се желни да играат, сакаат да играат, меѓутоа има причини одредени девојки не може да присуствуваат репрезентативки на овој циклус, како што беше и на претходните прозорци, така и на овој прозорец кошаркашки квалификацијски не сме комплетни. Значи, она што ние го имавме 2017 година, не можевме континуитет да го одржиме разноразни причини. Меѓутоа, следат два надпревари против исклучително силни репрезентации. Дали тоа резултираше и со 4 порази од 4 Па секако, јас неколку наврати имам кажано дека многу ми е жал што овој селекторски мандат што го имам со женската репрезентација од трајање од години и пол-две, не можев репрезентацијата да имам на Совир комплетната репрезентација, односно ние во јуни месец 2007 кога првпат се собравме, бевме најкомплетни. Во тој период едино капитенот Митрашиновиќ не можеше да настапи ради некоја повреда, не сакавме да ризикуваме и одигравме надпревари на тој турнир, добри и квалитетни надпревари. Од тогаш навака се десија работи што не ни идеа во прилог. Групата е тешка. Италија, Шведска и Хрватска се значително посилни репрезентации од нас и во овој период од 2 години ја не можев да створам правата слика на квалитетот на оваа репрезентација, затоа што во ниеден момент не одигравме комплет. Така, Анџелика следи надпревар со Шведска. Како гледате на овој противник со оглед на поразот во првиот надпревар на гостински терен 91-51? Па не доаѓа Шведска, се надеваме на добар резултат. Како што може кажа ли да им се селекторот, реваншираме, нели за? Со оглед на тоа сега можеме, ние ќе се потрудиме, што... значи тоа далеко од тоа, ние ќе се потрудиме, ќе дадеме све од себе, но за разлика од претходните два циклуса сме доста подмладени, имаме доста млади, неискусни играчи и не знам колку ќе можеме да парираме на Шведска. Но како што кажа селекторот, нема да се откажеме, желни сме да играме и ќе дадеме све од себе да дојдеме до победа. Така, краток период, веднаш потоа и надпревар последен, нели, со Хрватска на гостински терен. Така, кажа капитенот дека репрезентацијата е подмладена. Има девојки што се на 16-17 години кои чукаат на вратата на репрезентација. Сакав да им дадам можност да видат малце порано како изгледа да си оваа репрезентација, затоа што она што сакам да го оставам зад себе у репрезентација е да има континуитет на настапи на оваа репрезентација. Ќе кажам, значи, сликата на квалитетот на македонската репрезентација не можеме да оцениме дали е вакво или онакво. Ние имаме квалитет. Мене ми е целта, доколку останам за селектор, секако ќе има разговори, да покрај искусните играчици како што е Анѓа Митрашиновиќ, Елена Антич, Тантуровска, Нена Трајчевска и да не ги набројувам другите, да овие млади девојки го видат кој е патот за добар развој, за да можат у континуитет десетина години да играат заедно. Ако имаат сега 16-17 години до 26-7 години, после секој си планира други работи што се неврзани со спортот, мислам дека у тие години каде што... Кога би очекувале најбрзо успех, доколку се остварат за станите? Мако трпен е процесот. Процесот на стварање на една репрезентација е мако трпен. Не може да се каже дека за 2 или 3 години тоа ќе биде нешто поголемо, меѓутоа многу е битно како они у клубовите ќе се развиваат за да можат тој циклус на развивање у клубовите да го следат у репрезентацијата и повторно да се вратат у клубовите, повторно да работат мако трпно, затоа што играње врвна кошарка е многу тешко. Има еден збор од еден познат кошаркарски професор од Бугарија, вика кошарка е вика лесно да играш, меѓутоа добра кошарка да играш е многу тешко. Значи тоа е оној процес каде што сите мора да го
одработиме за да стигнеме до едно ниво каде што ќе бидеме препознатливи во Европа. Јас не зборам за локални рамки. За локални рамки може да се задоволи со освајање на титула. Рамките надвор од границите на Македонија, играње Јадранска лига, играње некој Еврокуп, за жал денес у македонската женска кошарка го нема. За жал и у машката го нема. Но нели тоа треба да почне прво домашната лига? А видете, да имаме нели конкуренција за кај нас како да ви кажем малце кампањски се работи. Работиме 2 години, па после 5 години нема, па 2 години ќе поработиме. Ќе го земеме најдобриот македонски клуб кошарка и женска конкуренција Бадел пред 2-3 години настапува у Јадранска лига. Има резултати такви како што се. Дали слабите резултати ги разочари и се откажа од играњето у Јадранска лига, не знам, меѓутоа ние треба да бидеме упорни. Треба да бидеме упорни и да напредуваме у секој сегмент на спортот, затоа што спортот е широка категорија на размислување. Кажете ми, што се случи со потегот со натурализираните американки Криси Гивенс и Дјоана Бонер? Ги земавме и ги немаме сега за овие во ситуација кога нас ни е потребен висок играч, имавме разговори со федерација и дојдовме до сознание и дека може да натурализираме, тоа беше Дуана Бонер. И тоа од разни причини врзани со ФИБА не дозволуваат ради не знам што, некои технички проблеми не дозволуваат да игра за македонска репрезентација. Пасошот изваден, значи кога има пасош, да, не можеше федерацијата тоа да го предвиди пред да се случи тоа. Видите, се работи, секако навлеземе малце натрево овој квалификацијски циклус за Македонија, играме против Шведска, каде што на шведски треба висока победа овде у Македонија, за да влезат у кругот со Италија и не знам кој таа кош разлика да одлучи. Најверојатно влијанието на луѓето од Шведската кошаркарска федерација се поголеми од нашите во ФИБА и за жал не само Македонија, и Турција не може не се тајна таквите влијанија. Да, и турската кошаркарска женска репрезентација не може да смета на еден од натурализаните играчици. Мислам дека тоа не е во ред. А за разлика од сето тоа, па Франција добива нов натурализиран играч. Мислам дека некои работи мене не ми се јасни и затоа не сакам толку да... Како би го оцениле овој потек со... Видете, најверојатно те гледаат како репрезентација која сега тек почнува, а за сето тоа е континуитетот на настапи. Ние ги немавме континуитетот на настапи за последните 4 години. Се смогнаа сили, се направи нешто да тргнеме, како да кажам, не од нула, меѓутоа да тргнеме напред. Меѓутоа, третманот у ФИБА најверојатно ни е на ниско ниво што се работи за женска кошарка. Најверојатно тоа е проблемот. Што се однесува до Криси Гивенс, таа не можеше да дојде на надпреварот што ќе го играм у сабота. Вика ќе смогнам снигли да дојдам на надпреварот во Хрватска. Јас како селектор не сакав тоа да се деси, затоа што денеска на тренинг, односно од понеделник навака тренираме 12 играчици и лошо би било да некого тргнам од репрезентација за да може да игра Криси Гивенс, а ништо не ни одлучува. Порно да ги видиме младите како ќе се понашат. За понапред да знаеме како да се работи. Што ќе биде понапред. Митрашиновиќ најдобро ќе ни каже за споредба со регионот, бидејќи една од носителите нели во црногорски будучност. Кога ќе споредиме македонската женска кошарка и во Црна Гора, каде сме на тоа рамниште? Па, црногорската кошарка можам да кажам дека е повисоко од нас и тоа доста повисоко, што се имаат подобри услови, имаат спонзори, имаат тренираат со млади играчи, се уложува во младите играчи. Ја мислам дека тоа дава најголем успех, затоа што ако немаме ние млади играчи, тогаш не можеме да извадиме ни сениорски играчи. Така, успехот во будучност каков? Прошлата година освоивме женска Јадранска лига. Оваа година е истата цел, па се надеваме дека истото ќе го оствариме. Так, селектори, ние каде сме на тоа рамниште со спонзорства, со финансирање? Колку државата вложува во женската македонска кошарка, да речем? Видете, државата не знам колку може да вложува во клубовите. Тоа е прашање на луѓето што ја водат женската кошарка во клубовите, најверојатно повеќе знаат. Можеби овој систем сега на ваучери нешто ќе промени народ. Во однос на она што се улага во регионот, многу слабо. Затоа имаме ние одлив и на
млади девојки што идат во Италија, во Шпанија, во Турција и што не знам уште каде, за да тамо се школуваат и у образовниот систем и у кошаркашкиот систем. Така да мислам дека во овој момент тоа е подобро отколку да се тука. Меѓутоа, Но дали потоа ќе ги придобиеме да играат? Потоа ќе ги придобиеме, прашањето големо. Кога ќе се навикнат веќе на подобар систем разигран. Подобар систем. Сега, наше е да ние во клубовите да пробаме да стигнеме на едно ниво што го има будуćност. Ако будуćност игра АБА лига и осваја АБА лига, имаат планови да следната година играат во Еврокуп, че ние тоа треба да го пратиме. Ние мора да пратиме систем на надпреварување надвор од Македонија. Нема, Македонија има 11 тима, од кои просек на играчици од тимовите што се од 4 до 12 место е 15 години. Кој квалитет ние ќе излечеме? Ние имаме квантитет, можеби сега, меѓутоа кој квалитет го имаме ние у тие клубови? Кога би го извлекле најдоброто од сите тие клубови по единец, да ги споиме во една екипа, дали тоа би вродило со плод на репрезентативен план? Видете, играчите од типот на Матрашиновиќ е лошо да играат у Македонија во овој момент. Може би оние што не се докажани, што се неге на граница да излезат надвор, е добро да играат у Македонија, меѓутоа е добро да играат у квалитетна лига, да играат квалитетни надпревари надвор од Македонија. Дали е АБА лига женска, дали е некој куп, дали е некој турнирски систем у текот на месецот еден турнир, два да се одигра со правилен тренинг, со добри надпревари, ќе се осети самиот квалитет, ќе го осетат девојките својот квалитет и ќе имаат подем некој инстинкт внатрешен, односно импулс да работат малце повеќе. Затоа што ние се задоволуваме у локални рамки. Ти излеземе на терен, доминираш као тим, ќе победиш некој у прва лига 70-80 разлика и ние мислиме дека многу вредиме. Ако ќе излеземе надвор од Македонија, исто губиме 70 разлика. Тоа е лошото у Македонија, што ние вистинскиот квалитет мислиме дека тука го имаме и дека тоа е. Ама за тоа колкав период ќе ни треба нели да допреме до некаков успех? Видите, периодот да го кажам, значи доколку продолжиме со ова темпо на развивање на женската кошарка. Тоа може да го каже и да го тврди дека е така. Јас тргам од циклусот што го прави олимпискиот циклус 4 години. Значи не случајно се олимписките игри на 4 години, значи очекуваат да некој девојче во индивидуален спорт или во колективен спорт има своји квалитети на 15-16 години, да еден олимписки циклус трае 4 години, да веќе на 19-20 години во различити спортови дават различити резултати. Гимнастичарките знаеме колку е векот на траење. За екипните спортови треба малце повеќе од индивидуалниот спорт, затоа што склоп на карактери, склоп на индивидуални карактеристики треба да ги склопиш во една целина, да таа целина функционира добро. Да кажам дека 2 олимписки циклуса се доволни за девојките што имаат сега 16 години, се доволни кои ќе стигнат на 24 години да видиме дека тој квалитет што сме го работели у 8 години дека ќе излезе на површина. Ја гарантирам дека ќе излезе. Меѓутоа не е само тренажниот процес. Многу работи треба да се спојат у тој тренажен процес. Правилна исхрана. Така. Кондициони тренер, физиотерапеут, масажа, институт за храна, за сето тоа треба да го склопиш во едно нешто за да излечеш квалитет. Анжелика, како да ги мотивираме младите девојки да се фокусираат на кошарка, бидејќи тоа во последно време се пореток случај? Ја мислам дека оваа ситуација сега што има треба максимално да искористат, затоа што ретко кој може на 16, 17, 18 години да биде во сениорска екипа и тоа репрезентативна сениорска екипа, така да мислам дека тоа треба да им биде доволна мотивација да продолжат да тренираат што можат подобро, да уложат све што може за да успеат во кошарката и да ја помогнат и на Македонија, а и самите себе да си помогнат да играат на некој повисоко ниво. Мене ми останува да ви се заблагодарам за денешното гостување, да ви посакам успех на предстојните последни два надпревари во квалификациите. Веќе на 17 ноември Македонија Шведска 20 часот и 10 минути на наш терен и на 21 ноември на гостински терен во Хрватска. Митрашиновиќ исто така и поголеми успеси нели со будуćност. Да, ви благодарам. Благодарам на поддршката и на медиинското покривање. Ние ќе дадеме се од себе да се пружиме во најдобро светло пред домашната публика. Така.
Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте и ви препорачувам да останете со програмата на 1 ТВ, бидејќи следуваат за кратко и вестите со колешката Елена Джолуманова.